Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, и добродојдовте во Гласот на народот. Ова не е обична емисија. Ова е последната емисија од 2025 или 2025 година. Година на војни, на лаги, притисоци, пад на илузии и создавање на нов светски поредок. Вечерва нема да зборуваме за дневна политика. Ќе зборуваме за еднината. Што го очекува светот, Европа, Македонија во 2026? Дали доаѓа стабилизација или нови потреси? Моите гости вечерва се аналитичари кои размислуваат пошироко од насловите. Ќе ги представам за една некоја минута, бидејќи ова се мои 5 минути. Да, почитувани, ова е последна емисија во оваа 2025 година. За мене е лоша година, несреќна година во секој случај така, и можеби лош збор употребив. Среќата не ја делам по некоја дефиниција дека треба сите да бидат несреќни или сите да бидат весели. Се случуваат настани кои се секогаш, ја како верник зборам, а вчера беше христијански празникот на католиците кои го прославуваат Божик. Ја им го честитам од се срце. Ние го очекуваме седмиот ден после новата 2026 година, од причина што светот, како што реков, ја дефинира како година на омраза, на војни, на криминал, на деструкции, на медиокритетство и така натаму, etc., etc. Тоа за мене што јас ќе го дефинирам како новинар со 45 годишно искуство, влегувам у 46, зад мене гледате има еден голем наслов, а тоа е 25 години на ова ваша емисија, која вие дефинирате Гласот на народот, прва интерактивна емисија во Македонија. Не е претенциозно, бидејќи во оваа емисија, почитувани, од 7 до 107 учествувате. Оваа емисија нема политичка партија, реков, политичките партии представуваат банкомати. Простете ми. Партијата Македонија е единствена. Секоја честна политичка партија, ако има основни критериуми, параметри кои јас ги почитам, а тоа е семејството, религијата и државата. Тоа светотројство, за жал, во повеќе наврати е едно комерцијална база. Да бидеш патриот на батерии или комерцијален патриот, тоа е веќе за никаде, верувајте ми не. Јас таквите не ги љубам, од која да е страна. Или ја сакаш, семејството го сакаш, или си ја сакаш црквата, односно верата, религијата, или си ја сакаш државата. Трето нема. Тоа што јас ќе ја наречам ова година за мене лоша, е што го изгубив единствениот син. Морам да финиширам во оваа година 11 месеци, почитувани, наредниот месец јавно ве поканувам, добронамерни дојдовте на неговиот погреб на Ѓорги. Еве на 24 јануари одбележувам година од заминувањето на мојот единствен син Ѓорги од овој привремен живот. Тој требаше да живее и натаму, бидејќи некој му ја ускрети тојгото право, бидејќи ова не беше Божја промисла. Мојот син не беше ниту криминалец, ниту наркоман и така да натаму да не нарекувам, да ги не набројувам. Беше искрен, чесен. Секој родител би сакал такво дете, секоја сопруг би сакал таков сопруг и секој дете би сакал таков родител. Не е претенциозно, искрено. Но, ова го кажам во контекст на тоа што се случува во Македонија. Криминал, убиства, корупција и така натаму до безкрај. N+1 бесконачно. Но никако да се стави крај.
Ако сакавме да влеземе во Европска унија, ќе ставивме крај на криминалците и на криминалот и ќе влезевме. Ама траблмейкери, белјаджиите не сакаат да влезат во Европска унија и си прават нати го, дај ми го, оди ми, дојди ми, горе, доле. И кој страда? Страда народот. Јас не ја љубам Европска унија во ваква констелација, во ова невреме во кој она профитира, како што е фон дер Лајен. Искрено е, упатувам порака. Јас сум новинар кој кажувам не во ракавици, ја кажувам вистината како што е. Јас почитувам политичар кој ќе седне како што седнал со мене Солана, Робертсон, да не ги набројам. Јас не се карав, разговарав со нив за Македонија и затоа седеа со мене, кој 60, кој 65 пати. И знаете што ми кажале? Што ми двајцата? На неговото заминување на господинот Борис Трајковски, пред да замине од овој свет, јас се сретнав со Солана и на заминување на господинот Џорџ Робертсон, вели Слободан, нон-стоп ме пратиш како ноќна мора. Викам, зошто така? Па нон-стоп ме критикуваш. Знаеш кои се виновниците? Кој господин Солана? Вашите политичари. Ова мораше да ви го кажам. Ова мораше да ви го кажам политичари. Или освестете се, или однесвестете се днеска и заминете се, ако не сте кадарни да останете на политичката сцена и да го испочитувате правото и гласот на народот. Еве, во контекст на тоа добивме вршител на должност јавен обвинител. Почитувана обвинителке. Вие се боревте против СЈО, кој јас се борев исто против паралелна држава во Македонија. Се боревте против тој случај Талир, не навлегам у тоа, но еве ви можност. Уапсете ги сите криминалци кои ја уништија уплячка Македонија. Уапсете го Соран Заев под допрен глас. Уапсете ги сите други, дали се од ВМРО, од каде кои направија кривични дејанија. И конечно, еве Али Ахмет упати порака дека он ќе излезе на улица, и он ќе направи метеж. Значи, тоа е јавна изјава дадена. Ако сте вистински просекјутери, како да речем обвинител, сторите го тоа час поскоро. Бидејќи така ќе биде државата респектирана и тоа. И конечно, кога ќе речам во здравството, 100 пати кажав дека во оваа држава здравството е во една најголема тешка ситуација, криминална и ноќна мора. Кажавме според експертите на Европската унија, пациенти не се лекуваат како што треба и заминуваат, починуваат, меѓу кои беше мојот син. Значи, по допрен глас, по експертска анализа на доктори од Европска унија, од Соединените американски држави, од Холандија, меѓу другото холанѓани се двајца, и ја не можам што да кажам. Затоа ве молам, или сакаме држава да направиме, или веднаш за секојаш нека бидеме еден протекторат, кој што велат, на некоја држава која ќе не води без криминалци и криминогени структури и дај Боже, млади генерации ќе дојдат и ќе раководат државата. Тоа беше мојот коментар за ова 2025. Ве поздравам од мојата екипа. Тоа е главниот продуцент Кристина Томич, која е главен дизајнер на оваа емисија, и главниот инженер Ивана Алексовска, која е главна во техничко водство на оваа емисија. Одиме со джингл и се враќаме официјално да ја започнеме вашата и мојата последна емисија од оваа 2025. Останете со нас. Четвртина век, 25 години. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, почитувани, знам дека ве чекате да ги представам моите и вашите соговорници. Сем Вакнин, добро вечер и добро дојде. Thank you for having me. Жан Станоевски, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Нашата тема, почитувани, ја дефиниравме пред последната емисија со нив, каде што навистина ја прифатим веднаш, а тоа е да направиме едно непредвидување, ние не сме Нострадамуси. Ние сме сите тројца аналитичари кои ја следиме политиката не на дневно, но на долгорочен план и можеме да одговориме на нешто што навистина некој не би можел да одговори. Имајќи факт дека Македонија, односно 2026 година е на пресврт,
Као што реков, каде оди светот, каде оди Македонија. Ова е тема која ви е напишана на екранот, че ја дефинирам со Сем Вакнин и Жан Станоевски, за тие што сега се приклучија, а не гледате ни сите 5 континенти. Првото прашање, што не чека по војните кризите и илузиите? Дали 2026 ќе продолжи таму кај што застана 2025? Само пред да почнеме, да објасниме, нели, дека ќе има пак превод, ќе има консекутивен превод, и јас ќе бидам преведувач, одnosno толковач. И аналитичар. Ама и ќе кажам нешто, некоја мисла моја, но ќе се концентрираме на тоа да гледачите имаат представа дека ќе биде консекутивен превод. Повели. Да, мора тоа да го кажем. Да видиме возбидливи за сите. Да, нема проблем. Повели. I think in a minute I will answer your question. Ќе ти одговорам за минута на прашањето. But I think before that, Но I пред would тоа like to introduce a really global overview. сакам да дадам еден глобален преглед. The Чисто. world is in a transition, Светот е во транзиција. which is the same like the transition from communism. Као што истиот кога беше транзицијата помеѓу комунизмот и капитализмот. Same impact, same. И исто ветно влијание. And this is the transition between power structures. Ова е транзиција помеѓу структури на моќта. Some countries choose Некои земји одбираат to make the power more concentrated, да ја концентрираат моќта повеќе, to become more authoritarian, да станат поавторитативни, more dictatorial, повеќе насочени кон диктатура, less free. а помалку слободни. Examples of such countries are China Пример за такви земји Кина and European Union. и Европската унија. They have the same mentality now. И истиот менталитет го имаат сега. The European Union is introducing legislation ЕУ воведува легислатива to control every euro, да го контролира секој евро, literally every euro. буквално секој We'll евро. have a identifier. It is introducing Воведува legislation for computing and artificial intelligence. легислатива за компјутерска технологија, за вештачка интелигенција. European Union is becoming more and more intrusive ЕУ станува интрузивна, повеќе и повеќе. and less free. И се помалку слободна. Same process in China. Истиот процес во Кина. Same process in Russia. Во Русија истиот процес. This is a group of countries. Israel. Same process in Israel. Израел истиот процес. Same process in Turkey. Во Турција, In India. Индија. So there are many countries that choose to become more concentrated, the power more concentrated. Многу земји еве се одбира да ја концентрираат моќта се повеќе и повеќе. And there is a group of countries Но има и група земји which are choosing to become more free, кои што се тежнеа да станат, одбираат да станат послободни, with fewer institutions, со помалку институции, with fewer rules and laws, со помалку правила и закони, more open to individual initiative and поотворени кон enterprise. иницијативи на индивидуалните лица и на предприемачите. The major example of this Најголем пример за тоа is the United States under Donald Trump. се САД по Доналд Трамп. That's one example. Тоа е еден пример. So the major conflict in the world today Најголемиот конфликт во светот is денес not between Ukraine and Russia. не е помеѓу Украина и Израел и Русија, Газа. Израел и Газа. These are important, of course, people are suffering, Тоа е важно, луѓето страдаат, but that's да, not the main thing. но не е тоа најважно. The main thing is that there are two world views, two philosophies Најважното нешто е што имаме два погледи на свет, две филозофии, about филозофии government. за владење. Should the government control every aspect of daily life of the citizen? Дали владата ќе контролира секој аспект од секојдневниот живот на граѓанинот? Should the government micromanage Дали владата ќе изврши микроменеджирање the life of the citizen? на животот на граѓаните? Should the citizen have very little say? Дали граѓаните ќе имаат многу малку моќност да кажат нешто повеќе, Because да се изјаснат? huge bureaucracies make the decisions, Затоа што огромните бюрократи ги носат and одлуките. these bureaucracies are not elected. Овие бюрократи не се избрани They're not на elected. избори. Тие не се избирани на This избори. is one philosophy. Тоа е едната филозофија. And the other philosophy is no, we should А другата- eliminate these bureaucracies. А другата филозофија вели да ги отстраниме таа We бюрократија, should
dismantle the institutions. да ги овие институции трнеме на We страна, should let people be free and да ги ослободиме луѓето, do да. business and have their own Да thinking. бидат бизнес ориентирани, Have their да own имаат opinion. собствен начин на размислување, своје мислење да даваат и така And натаму. this is the giant clash. Тоа е гигантскиот судир сега. And if I have to use example from philosophy to put a label, И ако може да му ставам етикета од филозофијата на I ова, would say that one school is Confucius, is Confucianism. би рекол тоа е еден вид конфуцијанизам, Конфуција, филозофот од Because Confucius says you have to Антиката, obey your parents, you have треба да ги слушаш to obey the родителите, government. треба you да ја have- слушаш This is владата. Confucianism. Тоа е конфуцијанизам. And the other school is Montesquieu. А другата школа е на Монтескје. Montesquieu. Тоа The е. citizen Граѓанинот is the source of sovereignty. Е изворот на суверенитетот. The citizen is the source of power. Граѓанинот е извор на моќта. The government should serve the citizen. Владата треба да му служи на граѓанинот. And the citizen has the right. И граѓанинот има To dismantle the право government if they choose. да ја, ако одбере, да ја трне таа And влада. there is this huge Еве го clash. тука овој голем судир. We see this, I'm about to finish. We see this Ова го гледаме mostly in the decisions of the Supreme Court of the United States. во одлуките на Врховниот суд на САД во најголем дел. In the last 11 months, Во the Supreme последните Court 11 месеци is having an internal argument. има внатрешен аргумент. Some justices in the Supreme Court, Некои од овие судиите од Врховниот суд they say the bureaucracy is too big. велат биократијата е огромна. Life is not free anymore. Животот повеќе не е слободен. There are too many laws. Премногу закони. We're in prison. Затворени сме веќе. We must destroy everything. Треба да уништиме све. These are justices like Kavanaugh and Alito and these justices Тоа want се to Кавана, dismantle everything. Алито, или тие сакат се да размотираат. Да. Dismantle. And another group of justices, А пак друга група сега на which are суди, liberal, progressive, they're либерални, прогресивни, They say no. велат не. We must add to the bureaucracy. Мора да ја зголемиме бюрократијата. We must control more, not Мора less, повеќе да ги контролираме because there are many risks. граѓаните, затоа што има многу ризици тука. And we must impose on the citizens И мора на граѓаните да им наметнеме a specific worldview, одреден поглед на свет. Liberal, progressive worldview. Либерално, прогресивен, So слободен. this is the big conflict. тука е Slobodan. големиот Yes, the war in конфликт. Ukraine will continue. To answer Да, your question, војната за во Украина ќе продолжи. will continue. Ќе The war продолжи. in Gaza will start again. Војната во Газа повторно ќе Will start почне. again this year. I'm Годинава. convinced. Убеден сум. But these are not the major issues. Да. Но тоа Ти не е благодарам многу за најглавното Жан-Луи Монтенске. прашање. Јас Ти благодарам. го користам како мислител Жан-Луи Монтенске, бидејќи тој и кажува дека власта треба да биде слуга на народот. Оти добива пари од народот, живе од таксите на народот. Меѓутоа, незиното вичувство власта е сласт, фотелјата. Но тоа е една тама дигресија во контекст на тоа што ќе говориме понатаму, како да се тоа нормализира и како еднашка да ја сватат реалноста. Дали ветувањата додека ќе ги дадат се окей, после тоа се заборава народот. Секој чест не I want исклучи. to add one more thing. Уште нешто како поента да дадам. Very briefly. Многу кратко. Communism was the victory of the bureaucracy. Комунизмот беше победник со бюрократијата. So when we look today in countries like European Union, like Ако China, погледнеме овие структури како ЕУ, како Кина, they're also victory of the bureaucracy. и тие се победници во бюрократијата. There's no philosophical difference between EU, China, and Нема USSR communism. философска разлика помеѓу It's the same ЕУ, philosophy. Кина и СССР Donald Trump calls комунизмот. it the deep state. Доналд Трамп го нарекува тоа длабоката држава. Yes, it's the same philosophy. Истата филозофија. Question is, do we choose freedom or do we choose control? Е сега дали ќе одбереме слобода или ќе одбереме And контрола? the risk Е прашање и ризикот that if we don't have institution and control, there дека will be anarchy. ако немаме институции и контрола ќе настане анархија. There is some risk here. Тука има ризик дека тоа би се случило. Официјално уште еднашка прашањето околу ова, дали 2025 беше година на крајот на стариот светски поредок? Yes, not only 2025. Да. Started long ago. Не само 25-та, и порано почна све. Started long ago. Прилично одамна почна. For the last since 2008, Од 2008 навака, when the global financial crisis started, кога имавме глобална финансиска криза, the old world order died. едноставно стариот светски поредок And умре.
now we are having a global fight, И сега имаме глобална not борба, only between governments, не само помеѓу владите, between individuals. помеѓу индивидуални Global лица. fight, how the future world will look. Глобална борба за тоа како ќе изгледа иднината. Will it look more like Montesquieu or Ќе will it изгледа look more повеќе like како Confucius? Монтескио или како This Конфуција. is happening not only in the government, Тоа не this се is happening случува in само во families. владата, во семејствата се случува. families. Во The father фамилиите. is libertarian, the Таткото mother е is progressive, and the либертаријанец, children мајката are е прогресивец, fighting. а децата се борат. It is dividing the whole world on individual level, on family level. Целиот свет се дели и дури во индивидуалните нивоа, во семејствата, во фамилиите. Same happened in the beginning of the 20th century, Истото се случуваше на почетокот на 20 when век, communism started to be a global movement. кога комунизмот почна или стана глобално движење. When Nazism and fascism Кога became global movements. Нацизмот и фашизмот стана People глобални think движења. that Nazism was German movement. Луѓето велат нацизмот е германски Not резултат. Не, Not true. не е така. Nazism was global movement. Нацизмот беше глобално движење. Even the government in Iraq Дури ирачката влада was Nazi. беше нацистичка. Rashid Ali al-Hilani was Да. Nazi. Рашид Али Халани беше нацист. So it was global movement. Значи тоа беше глобално In движење. the early 20th century, Во раните децении на there were 20 век global ideologies fighting for the soul of humanity. повеќе глобални идеологии се бореа за душата на човекот, And на we're хуманизмот. exactly in this moment again. И повторно сме во истиот момент. So yes, Gaza is important, Ukraine. Газа is е important. важна, Украина е But важна, these are symptoms. но тоа се симптоми. The disease А болеста is the fight for the soul of humanity. е борбата за душата на граѓанинот, на индивидуата. Сем за двајцата. Која доби, а која загуби геополитичката битка до 2025? Ајде. Да. Ти па, и Сем. Да, кој ја загуби? Која доби, а која загуби? Па види, да добитникот секогаш е оној што е најбогат, оној што има највеќе пари, што има највеќе влијание. И по мене, добитници се припадниците и оние кои што му служат на така наречениот МИМАК. Тоа е оној Military Industrial Media Academic Complex. Тоа е една збирштина на структури кои што зацртале да владеат со светот и да влијаат врз сите влади, за да ги бираат, самите ги бираат своите предводници на оние влади, кои што ги инсталираат како своји пиони и кои што контролираат светот, ги контролираат државите, владите, организациите, униите и слично. И тој прилично е гласен во последно време, последните месеци. Погледнете што се случува со генералниот секретар на НАТО, отворено повикува на војна. Тврди, излегува и грубо, сосема неодговорно, максимално провокативно изразува дека наредна жртва на русите ќе биде Западот, ќе биде НАТО, ќе бидат земјите кои што граничат со Русија и така натаму. Тоа е невиден абсурд. Повикува на војна. Зошто? Затоа што имаат налог да направат пари, а парите ќе го прават воениот индустријски комплекс, а тој бара производство на оружје, а тој бара поголем процент на БДП да се троши за наоружување, сега оди на 5%, замислете си. И само ќе ви кажам еден пример за да илустрирам за тоа колку тој МИМАК е моќен и колку е навлезен во сите структури на владење во светот. Шведска и Финска ги примија неодамна нели во НАТО. Нели лани или преклани кога беше. Шведска има на пример 300 милиарди БДП. Финска има помалку. И сега замислете 5% мора од тие милиарди да се трошат за наоружување, за да се брани Шведска од некаков непријател кој што мора да го измислиме во околината, да го бабарога да направиме. 5% од 300 милиарди се 15 милиарди евра кои што Шведска ќе ги троши за наоружување, за прием на базите на американците, 7-8 бази почнуваат таму да се инсталираат. И тука нема шведска суверенитет веќе во тие структури и територии. Тоа се енклави влезени во државата и сега тие ќе бидат тие кои што ги тргаат рацете и 15 милиарди да се офајдат. Исто е со Финска, исто е со 30 други членки на НАТО. Значи НАТО уствари тие еден вид рекет. Ние ќе те штитиме, ќе те браниме, да смислиме непријател мораме, тоа го прават со Русија, со Иран, со Кина, со сите противници на Западот, за да можеме тие да владееме. Ти благодарам за оваа дигресија, ако ми дозволите двајцата. Го спомна господинот Марк Руте, почитувани гледачи, за ваше подсетување. Актуелниот генерален секретар на НАТО, Марк Руте, инаку знаете, во оставка беше премиер на Холандија, дојде и го киндапира еден од пратениците на македонскиот парламент.
Не могу знам името, еден високо темнопутест, да речам, пратеник, и нисту семејството не знаеше кај е родителот, кај е сопругот. Значи го киндапира пратеникот. Оној кој требаше 80 се собера да се направи готатинско множество. Да. И сето тоа да се случи рамковниот преспанскиот договор и така натаму и така натаму. И тој за награда стана генерален секретар, а господјата со бомбона бизнис негова заменичка. Еве нашата, да ја спомнеме сега, нашата политичарка која што стана заменик генерален секретар. Бомбона бизнис. Се радувам секогаш кога некој од наш или политичар или научник или професор и така натаму ќе добие некаква висока позиција во некоја меѓународна организација, тоа е убаво за државата, за ја презентира и така натаму. И во овој случај и честитаме на нашата некогашна политичарка, меѓутоа таа веќе е влезена во шемата и таа веќе му служи на Руте, му служи на НАТО. НАТО треба да се шири, НАТО треба да произведува се повеќе оружје, а за тоа стои нормално целиот тој, како што го рековме, мимак комплексот. Да. И тука еве ги трљаат рацете како 15 милиарди и многу други вклучени држави. Господине Сем, Украина замрзнат конфликт или вовед во поголема глобална поделба? I would just like to answer also the same question, but Да, very briefly. одговорам на истото прашање кратко. Very briefly. All the countries of the world today are governed by oligarchs. Сите земји во светот денеска ги владеат олигарси. All the countries in the world today are plutocracies. Сите држави во светот се плутократии. Vladimir Putin is among the richest men in the world. Путин е најбогатиот човек, Xi Jinping is multi-billionaire. Xi Jinping е мултимилиардер. Donald Trump is multi-billionaire. Доналд Трамп е мултимилионер. Yeah, so there is a class of billionaires. Значи мултимилиардер, се извинам, значи може и билионер ќе стане. There is a class of billionaires Има класа на милиардери that took over the world. кои што го освојува, го преземаа светот. Some of them are military industrial. Некои се од воено-индустријскиот комплекс. Much more are in technology. Најголем дел се во технологијата. For example, artificial intelligence sector Вештачка интелигенција, тој сектор на is about to become $2 to $3 trillion sector. Тој станува сектор со 3 трилиони долари. 2 до 3 трилиони. 2 до 3 трилиони, значи. Which is Тоа се 1000 милиарди. multiples and multiples of the military industrial complex. Тоа е многу повеќе од воено-индустријскиот комплекс. It's not important where you make your money. Така, не е важно каде ги правиш парите. Weapons, technology. It's important that you are rich, and if you are rich, Важно е да си богат. you belong in the new elite. А ако си богат, припаѓаш на новата елита. So I would say the winners are the rich people. Значи, победниците овде се Income богатите. inequality today. Значи, нееднаквоста во приходите во денешно време This year, Ова income година inequality passed го the надмина, income inequality in the 1920s. го надмина нееднаквоста на приходите во 20-тите години. Today, Денес 1% of the world, 1% од светот, the richest people, најбогатите луѓе, they control more money, more assets, контролираат повеќе средства, повеќе пари and more income и повеќе приход than the lower 50% of humanity. од 50% од населението во светот. That's the situation. Целото And these половина are the од- winners. и тие се победници. About your question regarding Ukraine, Во врска со прашањето за Украина, Russia cannot accept any conclusion of the war. Раша не сака да прифати, не може More да precisely, Putin cannot accept, Путин не може да прифати Any conclusion завршување of the war- на конфликтот, where they don't have full ownership of Donbass, каде што целосно нема да го има Донбас Donetsk, this area, и Донецк, тој регион, and where they don't have the option и каде што нема да има да задржи опцијата to invade Ukraine in the future, да ја нападне Украина во иднина, in case во случај Ukraine again becomes anti-Russian. Украина да повторно стане антируска. Russia must preserve this option because this is Русија мора да ја Ukraine is- заштити таа опција, затоа што Ukraine is the only buffer between Russia украинците се единствената тампон зона помеѓу And the Русија и светот Западот. и Западот. Is the only buffer. Единствена тампон зона. Russia cannot allow Ukraine Русија не може to да become an дозволи enemy. Украина да стане непријател. So the two conditions that Russia will insist again and again and Два again. услови на кои што Русија ќе инсистира повторно и повторно, Never mind who comes with any peace program. без разлика кој дојде со било каков Trump, мировен Witkoff, програм, they will insist. Митков, Трамп и така натаму, Donbass and Donetsk are ours, Донбас и Донецк се наши, including Crimea, of course. вклучително Крим, 4 региони And и Ukraine must remain Украина weak
мора да остане слаба, not protected, да не биде заштитена, and available for Russian invasion if they биде- become enemies of Russia. на располагање за инвазија од страна на Русија ако стане непријател на Русија. This is not something unusual. Тоа не е нешто For невообичаено. example, look at what United States is doing to Venezuela. Види што прави САД со Венецуела. This is normal. Тоа е In вообичаено. the countries around you, Во земјите, as a superpower, како the супермоќ, countries around you, you want them to not be enemies. како најмоćната земја, не сакаш земјите околу тебе, државите да бидат Look at непријатели. Israel. Така е. Види Look at го- Israel. Види го Израел. Israel is not happy with Syria. Не е среќен со Сирија и со 6-7 други држави не е Yes. среќен. Со Not сите happy. околу не е среќен. Yes, Ако смеам јас да искоренам. because they want these countries to be weak, Затоа што сакаат тие држави да бидат because they слаби, perceive these countries as enemies. бидејќи ги гледаат како непријатели. It's normal geopolitics, normal Тоа е geostrategy. вообичаена Nothing Russian геополитика, about it. It's геостратегија. not Russian. Ништо руско нема It's not тука. Russian. Тоа не е проруско или руско. NATO and the West НАТО и Западот surrounded Russia. ја обиколија Besieged Русија, ја обколија Русија. And Со војни бази на сите со страни, војни така, бази, со со инсталација missiles, на ракети, излегоа од договорот за ракета. So Russia now is surrounded and they Значи, they сега have Русија a siege mentality. They И became paranoid. добива менталитет на обсада околу неа и станува Became параноја paranoid. еден вид. If Да. you look in Ukraine, И ако погледнеш Ukraine Украина, is totally flat. Украина е целосно рамна. Totally flat. Нема ни една планина освен Карпатите It's таму the назад. best axis of invasion. И најдобрата оска за инвазија кон Русија е No тоа. mountains, Нема no, планини, no lakes, no seas, нема no езера, nothing. нема море таму. Best direct line to Russia. Директно и тоа на колку стотини километри до Москва. Yeah, theoretically, 600 километри. NATO could invade Russia from Ukraine. Уште еднаш последно. Theoretically, NATO can invade Russia, Значи теоретски traversing Ukraine, through НАТО Ukraine, може преку Украина да го не нападне in about Русија 6 hours. за 6 часа. No country can accept this. И ни една земја тоа не може No да го country дозволи. can accept this, Не може including да- Russia. да го- вклучително Русија, не So го the прифаќа. demands of Russia are, Значи барањата на Русија се I must say, reasonable разумни. when it comes to Ukraine, Кога се работи because за Украина, Ukraine proved itself to be enemy. Бидејќи Украина се покажа како непријател. You understand? Се докажа како непријател. It's a Добро, major problem. ако смеам јас да прашам, тоа е сегашната владеачка структура на Зеленски и Yes, неговата, кој што меѓутоа во минатото е имало слични Yes, in the past you had So- Yanukovych and others. You had, Јануковиќ беше добро, Јануковиќ беше pro-Russian. тој беше You don't проруски. need to be pro-Russian. Чоколаден председател. You don't need to be pro-Russian. Тоа беше Порошенко. Порошенко. Не треба да бидеш проруски, You don't need to be pro-Russian, but you definitely cannot be anti-Russian. но дефинитивно не смееш да бидеш антируски. This is not thinkable even. Тоа никако не може And да the big биде. mistake after the American engineered coup И големата грешка на оркестрираниот оној пуч In кој што Ukraine. го спроведе во 14-та година. The big 2014. mistake is that Ukraine became openly anti-Russian. Е тоа што Украина стана отворено антируска. No one can accept this. И никој тоа не може Се да сеќаваме на Викторија Нуланд и тие кои дава А тие беа спонзорите на Мајдан, на So you револуцијата. can ask, so why do they need Donetsk and И Donbass? and се so? постава прашање зошто тогаш им треба Донецк или Because this is Донбас. the only guarantee Бидејќи for a тоа- weak Ukraine. Единствена гаранција им е да Украина да биде слаба. This is the industrial base of Ukraine. Бидејќи тоа е индустријската база на This Украина. is the military industrial complex. Тоа е така наречениот They војно-индустријски need комплекс. these areas not because Russia is gigantic. They don't need Minerals. Не им that. треба, па They Русија е want to make 17. Ukraine weak. Тие сакаат Украина да биде слаба. Оставајте простор за превод, зашто Извинете. гледачите го Извинете, да. слушаат овоите. We get excited. Возбудени сме со ова. Па да, и да искоментираме ако може уште Да, во врска- повели. Во врска со тоа, значи додека не се исполнат сите барања, па дури некои што влегуваат и во фаза во некаква категорија на абсурдни на Русија, сметаш дека не може да има мир, така? Значи, They will not be peace for a simple reason. добро, Russia is winning. ако добро, и тоа е дискутабилно дали победува во последниве, да речеме, година или година и пол, многу малку територија тие освоија. Winning, you don't need to win. Ама тие ја зацементираа власта таму во постоечката што You ја. don't need to win by getting territory. You need to win by waiting. Но веројатно да, и тоа е точно. Чекање. А Меѓутоа, точно тоа е, многу пирова победа. Тоа Дали се точно многу за ми- 3 месеци се очекува тој мировен процес? Денеска читам. Нема мировен процес. Нема.
There is Ukraine talking to United States. Украина разговара со САД, And then the United States is talking to us. САД разговара со русите. There is Нема, не се сретнале до сега. Psychotic delusion. Тоа е една психотична делузија или дека има некакви преговори. Јас кажав повеќе пати не ми е за грев ако кажам дека не про Трамп. Сум републиканец од секојаш победување. Не сум русофил, да бидам искрен. I'm not Rusophile at all. Да, и јас не сум воопшто I'm realist. Меѓутоа, многу други ако слушаат дека разговараме, сакам да такви душегрижници кои изиграваат повторно патриоти на батерии, европски профилирани, силни европски експонирани, дека се лажат. Бидејќи такви лоши слики оставате, почитувани вие големи душогрижници на Македонија и незине евроатлантски интеграции, што навистина самите европјани викат доста бре, не браните, доволно не поддржувате. Затоа велам дека светот оди натаму, но со мудри глави, со прагматични и практични. Бидејќи државата која е сега и ја води премиерот Мицкуски, јас реков му дадов кар бланш, уште период, верам дека ќе ја исполни таа иницијатива, да го фати компасот во рака и да оди по вистинскиот правец за Македонија. Значи, добро е, не е клиентелистички настроен, не е као претходната, да речем, квислински настроен и така натаму. Значи, движи се кон правецот каде Македонија нема да биде загрозена. Конечно, кој реков дека Трамп ја дефинира ситуација некако како човек кој бара провизии, туку си ја сака да се јакне државата. Почитувани. Ова е мој коментар. Почитувани за двајцата. Соединетите американски држави, стабилизатор или фактор на хаосот во 2026-та? Is not a stabilizing force, Не е тоа стабилизатор. but is not a chaotizing force. Но не е исто така и сила која што е во правец на хаотичност. Is a force that is trying to reform the international order. Тоа е сила која што се обидува да го реформира меѓународниот поредок. Every time you try to introduce change and transformation, И секогаш кога се обидуваш промени и трансформации there да are го losers and winners. имаме победници и губитници. There is some disorder, some chaos normally. И настанува хаос, неред, тоа е In нормално. transition periods, Во it's тој normal период на chaos. транзиција, да. But there is a clear vision of the United States how No. they want to see the future world. Има јасна визија во САД како сакаат да го видат светот. We can agree with this vision, Ние ќе се сложиме And со таа disagree with this визија vision. или нема да се but they have a сложиме, clear vision, a clear plan, a clear но program. има јасен визија, јасен план, јасен For example, they want Europe, they want to decouple from Europe. сакаат да се одвојат од Европа, да се They want тргнат. Europe to take care of its own needs and Европа defense. сама да се грижи за своите потреби. They regard China and the Pacific as the main concern. now. Кина и Пацификот се најголемата грижа за Main нив. concern. All the resources will go there. Everything will be dedicated. Сите ресурси ќе се насочат таму, ќе се посветат на What is happening in Venezuela and Оно Latin што се America случува во Венецуела, is во not Латинска about Америка. Venezuela. It's about China Не е за Венецуела, тука е за Кина. because China took over the economy of Venezuela. Затоа што Кина ја презема економијата на Венецуела. So it's not about Venezuela. Значи не е за Венецуела The war работата. with China will be global war Војната со Кина ќе биде светска војна. because China is everywhere. Глобална војна, затоа што Кина е секаде, и во In Африка, Africa, и во in Европа. Balkans, И на Балкано. You name it. China is everywhere. You Каде can't fight сакаш. with China only in Taiwan. Не е You само need to- Кина во Тајван или So China is the main thing. Кина е клучниот United States also believes и now САД the vision верува of the United States is визијата на САД сега е traditional values, family, традиционални вредности, семејство, traditional sexuality, and so on and so традиционална forth. сексуалност. Again, you can agree, you can Може disagree. да се сложиш или да не се It's not сложиш. house, it's transition. Не е хаос, тоа е транзиција. You can say there was a house when we transitioned from communism to Може би capitalism. имавме хаос кога одевме од комунизам кон капитализам. Every time we change something, there is house. Секогаш кога менуваме I нешто don't има regard it as хаос. хаос. Но тоа јас не го The сметам only за thing хаос. which is a bit problematic, Единствена работа што е проблематична the only thing a bit problematic е is that United States is underestimating soft power, САД го подценува soft power, меката моќ, and overestimating а ја military power. преценува војната моќ. Too much military, Премногу војна моќ, not enough propaganda, not но enough не доволно пропаганда, arguments, not enough Факти, academic activity, not enough research, академски активности, science. истражување, Така. наука. So this is a mistake in American orientation Е, to тоа emphasize е military грешка во американската for one ориентација. reason.
И тоа заради една причина. American military is inferior to China military. Американската војна моќ станува инфериорна споредена со China кинеската. military is much stronger than America. Кинеската војна моќ станува посилна, многу посилна. If you are not the biggest boy on the block, И ако ти не си најсилното момче во друштвото, don't go around beating other people. не ќе одиш да се чепкаш со Because there's другите. someone bigger than you. Затоа што има некој што е поголем од тебе, ќе те исплеска. But Така. America has big advantage Но Америка е голема предност in има. terms of values, Од аспект на in вредностите, terms of propaganda, in terms of, пропаганда, people like freedom, they like луѓето democracy. сака демократија, слобода. America cannot compete with China militarily, Америка не може војно да се надпреварува со but it Кина can compete with China as far as values. во врска со вредностите. And Trump is overemphasizing military. А Трамп And it's a big се mistake. повеќе му дава значење на војниот елемент, затоа што е тоа голема грешка. Добро не, Ај сега ти да... не ли ти се чини, говорејќи вака за моќта и пенетрација на Кина во економски аспект, дека тоа ги загрозува интересите на ЕУ, например. А замислете следнава ситуација, ако ги следите медиумите, пред некој месец беше пуштен еден мост во Хрватска. Не знам дали знаете, на Пелешац полуостров. Има еден мост кој што е долг 4-5 километри, е изоредна градежна експанзија, не толку потфат, градежен потфат. Европски пари, неколку милиарди долари платени, односно евра платени на Хрватска, кинези го градеа. Замисли, кинески компании целосно го преземаат изградбата на тој мост. И тоа е еден од малите примери во Грција исто. Same in Greece. Пристаништето во Грција Пире и тоа целосно. Тоа е се Wholly financed by Germany. Кинезите го By земаат. German money. А финансирано со пари од Европската унија и германските, кои што пак се прелеваат кај кинезите. Chinese. Кинезите влегуваат. Same in Africa. Same in Isto во United Африка. United States was giving billions of dollars through USAID to Africa. И САД даваше милиарди долари преку USAID во To Африка. Africa. And Africa was taking the money and buying Chinese construction and goods and Африка ги земаше тие пари и купува од Кина материјали градежни и So така United натаму. States И затоа кажа dismantled USA. Да, Така, Сем, USAID го затворија. Жан, јас се извинувам многу и благодарно за една запирка тука. Овдека како една фобија од Бујар Османи, кој отиде сервилно се поклонувал, ги избркал руските дипломати, дека за тоа очекувал некој орден, дека ќе му даде фон дер Лајен и сето она. А еве слушаме. Слушаме како господинот Макрон замина за Кина, бидејќи се уплашил од големата криза што ќе уништи Франција. Има добар договор со со северно африканските држави, Медитеранската унија и сето она. Дали Македонија, ова е, знам дека добро, еве тебе ќе те прашам. Дали Македонија играше многу лошо? Еве го спомна ти прекрасен. со протоколот и со тие неколкуте протоколи што беа подпишани. Не само протокол, еве финансиска ситуација. Еве и големата брза пруга, секоја често британскиот проект. Но зошто да не се користат средства и поддршка од Кина, кој што ќе биде и поволни? Во врска со пругата е важно да се каже дека треба прво да се направи добра проценка за тоа колку стока ќе поминува низ таа трансферзала север-југ, затоа што за да се изгради една пруга со 3 или 4 милиарди евра, тоа треба да се исплати. И тоа брзо треба да се исплати. 160 И треба милиона да евра додат многу годишно. парови возови од север на југ, да фрштат возови, да фршта истока, Да. од Пире и нагоре кон Средна Европа, за да може да има исплатливост на таа пруга. Да, Жан. Ако ја изградиме сега и ако ги пукнеме тие 3-4 милиарди евра кои што ќе бидат најголем дел заем, сме во голема неволја. Меве Жан, По мене. ја значи ова не е провизорно, не е паушална информација. 160 милиона евра како карго. Да. Македонија ќе инкасира. Го има ли тој податок? Има. Сигурни сме дека тој сигурни податок податок, ја значи не одам на паушални информации. Ова се од Да не е преоптимистичка таа бројка, значи сега да се утврди треба колку има промет на стока и таа пруга треба да се гради паралелно. Па не велам ја да верувам. бидејќи 160 милиона не е малку. Не може во долината на Вардар да се прави, да се стави нова траса. Не може, на многу места е претесно коритото. Имаме клисури, две. Значи, многу тешко да помине таму паралелна шинска линија, затоа што треба да има две паралелни линии најмалку за да функционира. Сега имаме една. Но еве да не биде оделе во начинот на изградба. Туку зборам за практичните услови, као што гледаме дека германците инвестираат во Пиреја, Да. како му доаѓа во Кинезите. Да, кинезите, Кинезите, да.
А сето тоа е спротивно од она политика што ја водат Јас од спомнав, Западниот Балкан. Ако се задолжиме и ако нема испратливост од пругата, во гонова нема да сме. Затоа што тие кредити ќе мораме да ги плаќаме и тоа нашите наредни поколенија ќе мора да исто бидат задолжени и кажувам, мора да се гради паралелно. Не гледам шанса некако тука да се смести, освен во некои делови кај што имаме порамен терен. Вардар е река која што тече низ север-југ и има, реков, клисури повеќе. I want to contribute to this conversation. Да, not тоа about секако Macedonia. Not about Macedonia. Колонизација, не само за Македонија. Не за Македонија, не само. I don't за know anything. Македонија, I don't know sorry. anything about Macedonia. But Africa, for example, Например, Африка. the strategy of China is they give you loans. Стратегијата на Кина е ти даваат кредити. They know you cannot pay. Знаат дека не можеш да платиш. When you don't pay, Кога нема да платиш, they take over your economy. ќе ти ја преземаат економијата. And many African countries today are complaining about this. И многу афрички земји сега се жалат поради That the тоа. Chinese held them hostage. Дека You can't pay? Okay, give me your roads, give me your hospitals, give me your bridges. кинезите викаат не можеш да buildings." платиш And и they became subsidiary of China. стануваме зависни, стануваме Филиали на China. филијала на Кина, Може затоа што Србија да ја снајде тоа? Србија да ја снајде истото. I don't know what will happen. Не but, знам што ќе се but случи. China has an initiative called the Road and Belt Initiative. Кина има една иницијатива која се вика патно појасна иницијатива And it is from Central Asia и таа тргнува од Централна Азија all over to Africa. преку Африка. And they extended it now to Latin America, South America. се шири сега кон Латинска The Америка. strategy is the same everywhere. Да, Стратегијата имаме е на прашање секаде. за Кина. Да. Кина тивок победник или преценета сила? In some ways it has Се извинувам, не already, знам што Во мислам. некои начини, на it некој has начин it's already the winner. е веќе It победник. has already won. And in some ways it's overrated. Во некои нешта пак е премногу преценета. First of all, the military of China is the biggest in the world, Например, воената сила на most Кина sophisticated. е најголемата во светот, најсофистираната. China controls today 8 out of 9 critical industrial sectors, Кина контролира 8 од 9 критични индустријски сектори, including green energy, зелена енергија, artificial intelligence, вештинска интелигенција, supercomputers, суперкомпјутери etc. So, и така натаму и така натаму. 8 out of 9 8 defined, од 9 they control. дефинирани ги контролираат. They completely control. И тоа целосно. Next, China owns 90% of the reserves of rare earth metals. Кина поседува 90% од ретките метали. Значи од целата ризница на ретки метали 90% поседува Кина. Without these metals, Без овие метали you cannot build smartphones. не можеш да градиш паметни телефони, Computers. батерии за коли, Also, you cannot build fighter jets, но не можеш да градиш и борбени авиони, ships, battleships. борбени бродови. In other words, China Vojni is brodovi. holding, excuse me for the Kina- metaphor, China is holding everyone where it counts. You И know, Кина ги држи сите практично, дозволете да кажам, за we know where. Last year, China said, минатата година Кина кажа we are going to stop exports of rare earth minerals for 1 year. ќе престанеме со извоз на ретки метали За една за една година. There was panic, Одеднаш паника стана hysteria all over the world, including in the United во States. светот, Including in the United States. вклучително и САД. And United States suddenly changes position. И САД ја промени својата позиција. Okay, we will Одеднаш not put tariffs, we зборе, will нема да postpone some ставиме tariffs, тарифи, no ќе го одложиме problem. тоа, You know, ќе видиме проблеме и така натаму. it's a major issue Тоа е because all огромен all проблем. modern technology Со relies on модерната these minerals. технологија и овие минерали. That's another. But where China is, I think, overrated, Онаму каде што Кина е преценета, we underestimate the problem with the population. ние го подценуваме проблемот со населението, They don't have young people. немаат млади. The population is getting old very fast, Популацијата старее многу брзо, as fast as Japan. како и Јапан што старее, Whereas in India, каде што Индија, например, the population is much younger. Која е причината? популацијата е The многу one-child policy. Политиката на едно дете од 70-тите што почнаа да промовираат, сега им се удира од глава Now they don't have people. и едноставно немаат And on the other hand, народ. India Од друга страна пак Индија is competing with them. се надпреварува со I don't нив. know if you know that India has now the largest population in the world. Да, Индија надмина 1,45 милиони. 1.45 billion. 1,45 Милиарди, милиарди луѓе, More than China. повеќе од Кина And much younger. и многу помлада население. So there is a population problem.
Тука е проблемот со популацијата. Another way that China is overestimated. Друго, каде што Кина е преценета, The economy is not in good shape. економијата не е во добра состојба. It is built on too much credit, Едноставно изградено на огромно кредитирање. huge credit bubble. Огромна меур на кредитирање. More than 70% of this credit went to construction, Повеќе од 70% од тие кредити отидоа во градежната and индустрија, more than 60% of this construction а повеќе од 60% од овие is empty се изградени објекти празни or not completed. или незавршени. Цели градови, цели згради, цели населби има празни што се по Every градовите. second, the whole thing can collapse. This is complete house of cards. Тоа е вид кула од карти кој што може да се распадне многу брзо. So it's underestimated the economic crisis that can happen with China. Од друга страна, моралот, ако дозволите јас да кажам повели, моля. Еве јас работам со Кина, например, увезувам кинески LED екрани, например. И сега у таа комуникација имаме увоз, имаме подготовка на пратки, испраќање, комуникација со шпедитери и слично. 2 години веќе тоа го работам, до сега немало, ама апсолутно никаква измама, нити било што тие го направиле да се почувствувам дека сум измамен и дека не го направиле она што го кажале, значи се што ќе договориме го исполнуваат и ни испорачуваат квалитет. Има некоја би ја нарекол фама ли, како да го крстиме, дека не смеат да ги мамат сите со оние со кои што заработуваат и во таа технологија на LED екрани, например, е 5-та или 6-та каде што доминираат и владеат, веќе го освојуваат светот, имаат бази веќе во Европа, Африка ја испорачуваат такви продукти и така натаму, така да од тој аспект, од бизнес етика аспектот, исто така се над другите. Иако имаат недостаток во комуникацијата, англискиот јазик обично е криза и нешто како анегдота, морам да го спомнам, сите имаат англосаксонски имиња. Да. Или Джон, или е Марк, или е Барон, или е Джени, или е Ейми, или Joy. Пред некое време комуницирав пак со добавачите и викам ќе треба да разговараме за наредната пратка. Caroline ќе ја преземе наредната пратка. Значи се вика Caroline. Значи стратегија на државата е да не те мачат со кинески имиња, туку да ставаат англосаксонски за да те привлечат да комуницираш полесно, види до кај одат. Значи неверојатни се. Тоа не се случува со индици на пример или со јапанци. Таму има синг, нели, сите се. The situation internally in China is not good. Внатрешно ситуацијата The unemployment is much higher than they say, especially Невработеността among the е young. многу повисока отколку. The financial sector is very unstable and on the verge of collapse. Сектор е на работна пропаст, е многу нестабилен. Construction is of course in a Градежниот bad сектор situation and so on. исто така во лоша состојба. So the only solution is to export. Решение е да извезуваат. Export. И тоа го прават изворедно, ако може да Yes, дозволам. exactly. Например, сите региони се посветени на некаква индустрија. Тука ќе се прават порцелани, филџани, овде ќе се прават дечки и играчки, во Шенжен ќе се прават Планирано, LED екрани, значи, производство. планска економија. Во Шенжен, например, 60 или 70 фабрики за LED екрани. Во Шангај или во другата околина ќе се прават соларни панели решено. Значи, тоа го прават и сега навлегуваат во автомобилската индустрија, не знам колку гледате, прошетате се по нашите тезги овде Електронски, во моловите, имате коли кои што изгледаат фантастично. Во автомобили, кинески, Electric 3-4 марки, Electric vehicles, China електрични возила исто China така, is a major. или хибридни возила влегуваат на пазарот, пенетрираат со неверојатна And сила. this year, China for the first time had $1 trillion trade surplus. Има оваа година 1 милијарди, 1 трилион долари суфицит во размената, вели. And the year is not Тоа е неверојатно суфицит, па која држава има суфицит во денес? Јас морам јавно да го пофалам конзулот на Јужна Кореја, тоа е господинот Петрович, Иван Петрович, тоа е Нема англосаксонско име да му ставиме. Не, зборам за тоа што Господин Елен. Не, него туку на господинот Петрович докажа, он ја даваш, ја представува Kia програмата и Hyundai, мислам Kia, но еве сега почна и кинеските коли, што е тоа угол. Влегуваат со ниска цена. Да. И со релативно висок квалитет, кој што парира веќе на европските производители. Бидејќи сем извини Жан и ти си во бизнисот, во контекст на ова, дали Македонија for what
in economy issue. I mean. Дали ние можеме да бидеме како база, како една мека, да речам, токму за тие мастодони, големи гиганти на автомобилски компании, кои цел свет ги користе, да рековме, кинеските возила, Kia, да речам, и се тоа, кај што може да се поклопува, подсетиме. А тука е близко, Грција, тука го имаме коридорот 8, тука имаме се. Вака, ние во автомобилската индустрија можеме да го нудиме она што го нудиме. Веќе тоа е производство на некои помали делови или елементи и тоа за европските производители. Тоа го правиме релативно добро со овие неколку куќи што влегува во последните 10 на 15 години. Ќе се сетиш на тие. Да. И да извезуваме меѓутоа да се прави цело возило. Монтажа, како на пример Шкода што беше земена од тоа треба да има повеќе подизедувачи, значи државата да има капацитет да прави работна сила која што може да влезе, остручена, обучена работна сила. Не е тоа туку едноставно лесна операција, ајде ќе скупуваме делови. Затоа сме релативно добри во производство на малиме делови елементи кои што одат во германската автомобилска индустрија, како еден вид подкластери да ги крстиме. Или подизедувачи и толку нашиот капацитет не е толку голем, ние не можеме 2000 или 3000 работници сега да не да увезуваме да испаднем да дојдат да работат. Ако не речеме мигрантите што ги кој ќе дојде да работи во Македонија? Сигурно нема да дојде од Германија, од Австрија, Белец или од Шпанија или да дојде да работи, ќе дојде Непалец. Бидејќи водиш економијата. Зборам како Македонија како почва, како регија. Интересно, тој коридорот исток-запад. Апсолутно, мора да се отвори за тоа, мора да го остручиме на персоналот, мора да ние нешто понудиме, да понудиме локации, да понудиме комбинација на услуги кои што ќе ги државата дава, поволности. Певе, Джонсон Контрол, Джонсон Мети, најголемите американски корпорации. Така е, за нив се произведува, катализатори се прават и така. Ги спомнавме и германските производители. Да, германските. Одиме со последното прашање од првиот сет на прашања. Ја имам неколку блока. Сега сме почитувани ке 56-та минута и 15 секунди тајмерот работи и соглед дека ќе се согласите со мене. Ова последна емисија во ова 2025-та што нич не ја сака. Бидете без претенциозност, една од најгледаните ќе биде во Македонија и коментирана. Последното прашање од овој првиот блок прашања е дали светот оди кон мултиполарност или кон нови блоковски поделби? Можам? There is no possibility for a multipolar world. Нема можност за мултиполарен свет. China is on the ascendance and it's going to be the future superpower. Кина е во растеж и таа ќе биде идната светска суперсила. The United States is on the decline as a superpower. САД паѓа како суперсила, but will remain as a major market. Но ќе остане како голем пазар. People confuse the two. Луѓето многу го збунувачки е тоа. If you have a giant economy, ако имаш гигантска економија, then you're a superpower. Тогаш си суперсила. That is not true. Не е точно. You can have a giant economy and not be a superpower. Гигантска економија, а да не си суперсила. For example, European Union. Например, ЕУ. So I think the United States will remain with a very big economy. Today it's about САД ќе остане со голема економија. Today it's about 25% of world GDP. Тоа е 25% од светскиот БДП во моментот. But will lose its position as a superpower. Но ќе изгуби својата позиција како суперсила. Што е суперсила? Суперсила is a power that can rearrange the world. Преуреди светот. And United States already does not have this capacity. САД тој капацитет повеќе го нема. Whereas China does. Кина од друга страна го има и го добива се повеќе. So we are in period of transition. Now if we look at human history, транзиција, ако погледнеме историјата, this was always the case. Ова секогаш беше случај. China was always a superpower. Кина секогаш беше суперсила. United States is a new kid. САД е ново дете на игралиштето. The United States has been a superpower. САД беше суперсила. If we are generous, since 1916. Од 1916 година. If we are generous. Ако сме великодушни. And really, after the Second World War. И најреално по Втората светска војна. So what? 70 years, 80 years. И што? Колку е тоа? 80 години? China has been a superpower for 5,000 years. Кина е суперсила веќе 5000 години. We had an accident of history called the United States. Го имаме така наречениот инцидент или blip. Еден вид блип во историјата. In history, and we're going back to normal. И тие ќе се вратат на нормала. What is normal? Што е нормално? Normal is China is a superpower. Кина како суперсила. China was superpower
all over the world. It's not true that China was superpower only in Asia. Кина не е суперсила само во Азија. Кина е суперсила низ цел свет. Was. Беше. Се извинувам. Because you see, for example, Затоа што гледаш, that например, all the European countries, сите европски земји they went to China. одат на Кина. What is Marco Polo? Што е Марко Поло, например? Marco Polo went to China. Марко Поло беше истражувач кој што одеше кон Кина, на The исто. Mongolians who came to rule China, Монголците кои што доаѓаа да владеат Кина, they also controlled Central Asia, ја контролираат Централна they Азија, also controlled Russia, ја контролира Русија and they controlled Scandinavia. и Скандинавија. And later they controlled the Balkans. И подоцна го контролира Балканот. It's not true that China was limited to Asia. Не е вистина дека Кина е ограничена за It was Азија. a само. superpower exactly like United States. Таа е суперсила како и САД. China was sending navies, all convoys of ships. Кина испраќаше конвои со бродови, со To морнарица Africa. во Африка. And there is even a historical debate if they reached the Americas before Columbus. И има историска дебата дека тие, на пример, ја откриле Америка пред Колумбо. Yeah, there were the Vikings that discovered America. Викинзите беа тие кои што влегоа први But стигнаа also до China Америка. sent a whole navy fleet, probably to America. Кина веројатно до Америка испрати првата флота на So бродови. we are Така just да going back to normal. се враќаме кон нормала. It is the American episode Американската епизода, that is abnormal. инцидент, да го крстиме абнормалното нешто. Yeah. That's how I see it. Така го гледам. Патот на свилата беше спомнуван, па Yes, сега yeah. се крена прашање, па се симна и така. Можеш ли у тој контекст да ми кажеш каде оди и води патот на свилата во моментот, имајќи фактот дека Македонија беше една од поддржувачите на тој тој поток South Stream. South Stream. Еве станавме во ситуација да немаме погонски горива, каде речам мазут ни се осмели бугарите. Не велам на подарокот не му се гледат забите. Подарениот коњ. Подарениот коњ не му се гледат забите, но не можам да сватам една Бугарија која нас не суспендира од фактичката ситуација, од вистината, почитувани, се сеќавате за време на ковидот, големиот политичар Бојко Борисов, што имаше еден голем љубавен загрљај со преградка со Зоран Заев, вика, за нашите браќа ќе им подариме 12 комбинизони. Знаете кои се тие комбинизони? Тие што се од газот, што е, да бидат како заштита. Заштита од пожари, од од самата инфекција, од ковидот, збориме за сето тоа. Но, зборот ми сега за мазутот, дека ќе ви дадеме. Конечно, целиот мој коментар се однесува за тој гасовод, кој Македонија храбро газеше, меѓутоа беше антиевропски, антиамерикански, за да влезе друг гасовод, а да не води јужниот поток. You asked me in the previous question, and after that I will let Jean answer this because it's a highly Macedonian question. Добро. Жан, да одговори за тоа македонски. But you asked me before about division into blocks. За поделбата на блокови. Да. I don't think so. I think China will become the major superpower. Вака, мислам дека Кина ќе биде главната суперсила, But of course there will be regional superpower. но ќе има регионални суперсили. You will have Turkey, you Турција, have Israel, you Израел, have Russia. Русија. I mean, these will be regional Тие ќе superpowers. бидат регионални суперсили. But many of them will become clients of China. Но голем дел од нив ќе станат клиенти на Кина. European Union has no choice except China. Европската унија нема друг избор освен They Кина. will become absolutely allied with China. They Тие will ќе work with станат China. сојузници Тие со ќе бидат Кина. клиенти? Апсолутно. They will trade with China. They will become Chinese. Тргуваат со Кина, ќе станат кинези. United States made very clear is no longer interested in Europe. САД кажа многу јасно, не се повеќе заинтересирани Now I'll say за something about Macedonia, Европа. Сега за Македонија да and then I кажам will нешто. hand over to Да, Jean, who is much better предам qualified, тоа на Жан, да, можеби much повеќе better qualified than me. квалификуван од мене да кажам нешто. If what I'm saying is true, Ако е вистина, we are како not што се види. prophets. Yeah? We are not what? We are not prophets. Не Probably. сме пророци. Yeah. But if what I'm saying is true, and China Ако е becomes the superpower, вистина и ако Кина стане суперсила, this is the best news for Macedonia. ова се најдобри вести за Македонија. Because there was an Atlantic orientation. Затоа што имавме атлантска Until now, we had Atlantic ориентација orientation. до сега. So you had
Western Europe, имаме Западна Европа, Atlantic axis Атлантската оска via the United Kingdom to United States, низ Обединетото кралство кон САД and the gaze, the look was и to America, погледот Atlantic. беше насочен кон Атлантикот, When you кон look Америка. this way, Macedonia is in your back. И кога се свртиш натака, Македонија ти е грбот. Think about it. Размисли. When you're looking at the United States, Кога гледаш кон САД, you don't care about Macedonia, it's in the back. не гледаш Македонија, таа ти е на грбот. But Значи, if the axis becomes Pacific, not Atlantic, но ако оската се префали кон Пацификот, а не кон Europe will have Атлантикот, to do this. Европа ќе мора да го направи ова. The back will be to United States. Грбот да го сврти кон САД, The face will be to China. лицето да го сврти кон Кина, And Macedonia is here. а Македонија е тука. If I'm right and China becomes a superpower, И ако сум право, и ако Кина стане суперсила, there will be major emphasis on the Balkans, ќе има големо влијание врз Балканот, starting of course with Greece, and со not only Грција, Macedonia. почнувајќи низ Македонија ќе оди. But there will be major emphasis Но because главниот акцент ќе биде тука, Europe will reorient затоа and што Европа ќе се реориентира begin to consider the Balkans as a critical и ќе го гледа area Балканот како критична област on the way to China. на патот кон Кина. Don't forget, Не заборавај. it is through the Balkans, Again, it it is. is through the Balkans Преку Балканот ќе оди. that you get to Turkey, Ќе одиш и за Турција преку and from Балканот, Turkey to Central а Asia, од Турција за Централна and from Азија, Central Asia to China. а од Централна Азија за Кина. Macedonia will become a very important country. Македонија ќе стане многу важна I know it земја. sounds funny, Звучи можеби смешно, 2 million people, 2 милиони луѓе, no economy to speak of, немажна економија, internal fighting, внатрешни corruption, конфликти, yeah. корупција, but none of this is relevant in но geopolitics. ништо од ова не е релевантно во In геополитиката. geopolitics, relevant Релевантно во геополитиката things. се три работи. location, Локацијата, location, локацијата location. и локацијата. Тоа е како во овие продажба на станови, куќи и така натаму. Yes. За три работи, уствари Location. And your Локација. location is pro-Chinese. Location of Локацијата е Macedonia прокинеска. is pro-Chinese, И not македонската локација pro-American. не е проамериканска, не е про... What America Дали is doing мислиш, here? ако може да поставам сега јас прашање, дали мислиш ако се свртиме значи кон исток, кон БРИКС, имаме поголеми шанси да ја зачуваме нашата, ајде да речам, база, нашата достоинство, затоа што со нашиот обид да станеме членка на Европската унија се повеќе и повеќе нашето достоинство го губиме. Мораме да се откажеме од сите категории, начала, постулати кои што ја дефинираат нацијата и така натаму. Не ли мислиш ако се свртиме кон БРИКС имаме I think you're поголеми not good. шанси? I think you're not good players. Не се добри играчи. You're not good players Не се добри играчи, да. because a good player Добриот играч demonstrates демонстрира that they have options, дека има опции they have alternatives. и дека има алтернативи. Many Кај countries. нас беше Тина, нели? There is no alternative. Yes. Трагична политика што ја водат нашите политичари Yeah. на вазалство, на подчинетост, на марионети кои што само слушаат што ќе каже course you have. амбасадорката. Сега гувернаторката ќе ни оди. Гувернер имавме, нели? Женски гувернер. Овој ја отповика, ќе ја собере кај себе. Трамп. Таа Говорам беше за- од длабоката држава, од да. калето, господјата. Плавата, плавушата, Шефицата на Македонија е таа. Па да, јас ја познавам незе како You do have options. PR. That's- Имате опции. Е, па You тоа have треба да го alternatives. покаже некој. You Зошто are just досега? not thinking this way. You Но are не thinking размислувате во тој правец. you're slaves, you have a conception. You're slaves to the Имате conception. концепција на You need- робство, робови сте на концепцијата. You need to, of course. Колку Macedonia- пати минатата власт, извини што те прекинав, на социјалдемократите кажуваше за нас нема друга алтернатива, ние мораме да тргнеме кон Европската, мораме да ги почнеме преговори. Се дадовме практично, се расчинивме, се разобличивме целосно. Но еве имаме да се вртиме кон друга и уште не почнуваме преговори. Да, сосема No, спротивен just a контрапункт. second. You need to become part of European Union. Треба да станете дел I'm од not ЕУ. saying this, but Треба. first of all, you need to demonstrate to the European Но Union треба прво да демонстрирате на ЕУ that you have options. дека имате опции. You don't want to marry me? Не сакаш да се I have бажиш. another жениш man со who is мене. asking. Си имам You know, друга невеста, like така in life. викаше и Рама, нели ќе биде добра невеста. Да, And Меѓутоа- second thing, Да, бемо. if European Второ. Union will become oriented to China, Ако ЕУ се ориентира кон Кина, then Macedonia will become a very important place. Македонија ќе стане многу важно very место. important place. So it's good to have European orientation Добро because е да имаш ultimately, европска ориентација. but I agree with you. Но се Why сложувам not, со тебе. why not BRICS? Зошто не BRICS? You know, BRICS now is many countries. It's not only five. БРИКС се многу земји, не е само една. Ајде Many ако countries joined. Не е science fiction да речем Не, дека и на тоа- Америка беше подбудено да биде членка на БРИКС.
America? На САД. United States. USA. САД, да. No, I'm not talking about this, but many small countries. Еве да видиме колку пати нашиот премиер имал состанок или средба со руски представник, со кинески представник овде, или со некој друг представник од или колку пати се свртел кон Блиски исток или кон Емирати на пример или кон други држави каде што има опција да се комуницира, да се Да, соработува. со Саудиска. Сакам Или, ти благодарам за зашто? подпрашањето, но имаме сосема други ветришта. Значи Жан. рускиот амбасадор него поканал и да каже еве или Русија самата не се сврти да каже еве ќе направиме еден проект, ќе финансираме проект да изградба на некој водовод или депонија или 20 или 30 години наназад меката моќ на Америка преку USAID, преку Германија, преку GIZ и така натаму финансираат многу проекти, милиони 290 милиони евра. USAID пари долари дојдоа. беа, да. Околу 200 до 300 милиони пари од евра од да. Германија доаѓаат, од Швајцарија, од Австрија, преку развојни Меѓутоа, проекти. влагат кај клиентелистите во нивните компании. Ти благодарам за подпрашањето. Тоа биде тема на Тоа разговор. подпрашање. Клиентелизмот го немаме сем. Новинарска Шо нема? од клиентелизам. Клиентелизмот. Во случајот на политиката. Ние сме мајстори за клиентелизам. Знам, меѓутоа еве сега, видите, јас како што гледам Национален спорт е тоа. да, тоа е закон. И партократија Да, јас како што гледам Мицковски не дава за право да биде како Зоран Заеви табулумента, народна забелешка, во која се сеќам со Пенс, која се сретна во Подгорица, повторно имаше лав, љубовен, уште фалеше бакнеш, преградка. Љубовна преградка. Јас бев тогаш на председателските избори во Америка. Да, по 10 пат спомнувам, му дадов подршка и во првиот и во вториот на Трамп, да. на Трамп. Да, И знам што значи трампист, Пенс, да. да. Него не крием, кажувам, бидејќи ми се допаѓа начинот на политичко водење. Тој истиот ја нарече дал изјава сем, ако ми дозволиш, Жан. И ние, американците, сме против мешање во внатрешната политика на демократии. Тоа беше... Кој го кажува тоа? Јас. Не, јас го кажувам. Не, ова беше изјавата на Доналд Трамп. Дека не се меша во... Тоа беше против. 75 или 80 пучеви што се досега организирани во државите. И ја ова, значи, лично, почитувани новинари, политичари, срчајте, че ја видите таа, јас го користам многу пати во моите емисии. Со тоа што, за разлика од длабоката држава, се јас се зимав за право да коментирам, која направи пуч во државата, создаде, креирала еден октруиран документ, Преспански договор, обезличување на македонскијата нација. Потоа се случи бугарски диктат, повторно забришење, делит на македонскиот народ по род, што е чисто фашистички начин на однесување на длабоката држава. И конечно, господинот Мицковски ја води таа политика на несервилност, на неклиентелистички, не баци рака или баци кондора. Дали ова... Па да, обично го имавме предходникот, видовте како Цветковиќ и Мачек, 41-во кому дадоа клучевите на Белград на Хитлер. Но, едиме на таа ситуација, ќе вратиме. Ве молам, ве молам. Уште малку како коментар. Small countries Малите земји cannot afford to exclude options. не можат да си дозволат да исклучуваат опции. Small countries Малите must земји be open to everyone and everything. мора да бидат Се отворени за согласувам, све. се согласувам. Нели како You беше, remember Tito? големите прават што сакаат, малите мора да прават оно што мораат. You remember Tito? Се сеќавате на Тито? Yugoslavia was not small country. Југославија не беше мала земја. But Tito and Nasser and Nehru, А Тито, Насер и Нехру they made the non-aligned movement. го формира движењето на неврзаните. What was the non-aligned movement? А што беше движењето на неврзаните? We are not America. Не сме американци, We are not USSR. не сме со СССР, We are open. We are autonomous. We ние are, сме отворени. Мудра автономни. политика. Macedonia should become non-aligned, and Македонија it треба is да стане aligned. неврзана. It is aligned. А сега е врзана. And it is aligned and getting nothing for it. Врзана е и ништо за тоа не добил. So it's not wise. I Не must е say, мудро. you're not very good in negotiations. Не се добри, не се You добри need a Jew. во преговорите. Евреин ви треба за You need a тоа. Jew. Евреин ви We are треба. good in negotiating. Да го викнеме оној шефа таму од Јерусалим што. Само едно 5 минути, ако може да одвоиме за Middle East, односно за Израел, ме потикна сем што спомна
И тука е почнавме емисијата на 7 октомври, која беше атакуван Израел, се сеќавате? Пред 2 години. Пред 2 години, така. Ме потекна и мислиш дека ќе се повтори повторно? Ќе се случи? Спомна дека ќе има повторно во Газа, дека ќе With the се war, разбухне I војната. believe the war will restart, yeah. Ќе за повторно ќе има војна. Because да. Hamas was not defeated. Хамас не беше победен. They have now, by the way, they reached the same level of personnel, the same number of people. Тоа ги имаат истиот број на Истиот број, like персонал before. од пред војната, така? Normal, Истиот број на It's членови го easy. има. It's easy. The people in Gaza don't have what to eat. Па луѓето немаат што да јадат, тие Hamas се is saying, I will give you salary. Хамас ќе ви давам плата. Многу е лесно да ги подкупиш затоа што се во шатори и во And Hamas is in Ужасно control of the police. Хамас се контролира Hamas полицијата. is killing political opponents, Хамас ги убива executing them in the street. политичките противници на улица со And they Пушим го refuse глава. to give up. They refuse to give up their weapons. и одбиваат да ги предадат оружјето. Refuse disarmament. And so Така Israel, under Netanyahu at least, Под Israel Нетањаху. will have no choice but to re-enter Gaza and to. Израел ќе нема друг избор, па ќе навлезе повторно во Газа и повторно ќе убиваат и повторно ќе имаме Yes. геноцид. The goal of Israel is not realistic. Целта на Израел не е реална. They want to eliminate Hamas. Тие сакаат да го елиминираат Хамас. Is never. Ама will never Хамас happen. се сите веќе. Yeah, Се, and it нели? also will never Целото население е веќе Хамас. No one ever succeeded Никој не успеал to вели destroy a political movement Да. with weapons. No one уништи ever. политичко движење со оружје. Even ISIS now Дури ИСИС сега is again attacking. the повторно United States. напаѓа. No one succeeded. Никој не успеал. So are the Israelis stupid? Дали се израелците глупави? They don't know that this is impractical goal. Тие не знаат дека тоа практично цел? They know. Знаат. This is the goal because it is impractical. Тоа е цел затоа што е непрактична. Because it gives them license Затоа што им дава дозвола to have constant war, постојано да војуваат, to take over Gaza, да ја преземат Газа, to push away the population. да го истераат населението. They made unrealistic goal to Тие legitimize endless war. Си поставија нелегитимна цел да легитимизираат бесконечна војна. And this is good. Јас ќе си земам за право како домаќин ваш да не ја суспендирам Македонија, пошто бидејќи сега ние тој блок, бидејќи почитувани одвоив еден блок со 2 изјави од наши аналитичари. Прво би замолил режијата да упуштиме Ристо Никовски амбасадор, што мисли за Македонија во 2026. Следната 2026 година по многу што ќе биде одлучувачка, дури и критична на некој начин за нашата земја. Ние мораме да излеземе од ќорсокакот и од темниот тунел во кој се наоѓаме, а главните проблеми со кои се очуваме се на меѓународен план. Значи, тие проблеми мора да се решаваат, а никаква помош не можеме и не смеме да очекуваме ниту од Брисел, а уште помалку од Софија. Значи, ние ќе бидеме на потек и единствен начин да тргнеме во позитивна насока е да го откажеме вториот протокол со Бугарија, со што автоматски паѓа во вода и ултиматумот за промена на уставот, која промена не сме по никаков начин, во никој случај да се прави, и второ, и уште поважно, ќе падне во вода и преговарачката рамка, со која Македонија нема никогаш да влезе во Унијата. Значи, ние ќе бидеме на потек, а од тоа ќе зависи и едината на земјата и на внатрешен план, бидејќи проблемот околу европската интеграција има нагласена димензија внатрешна, при што албанците, македонските албанци инсистираат на влегување по секоја цена во Унијата, а истото го прави македонската опозиција која е очигледно со изгубена ориентација. Албанците за тоа барем имаат своја логика и своја водилја, ако сакате, бидејќи на тој начин се отвара прашањето на опстанокот на македонскиот народ, а неговото бришање ќе значи единствено дека така начинениот голем албански проект
евеќе на маса и се реализира 100%, бидејќи евеќе со 70% реализиран со независноста на Косово. Затоа Македонија мора да преземе радикални чекори ако сака да излезе чиста и на меѓународен план и да тргне на пат кон Брисел со една нормална процедура преку копекашки критериуми, а не со жртвување на својот национален идентитет, јазик, историја и така натака и така натака. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Почитувани, тоа беше амбасадор Ристо Никовски и имаме уште една изјава од господинот Љубомир Ѓурчевски, а тоа ќе го заокружиме блокот за Македонија. Одиме со Љубомир Ѓурчевски. Добро вечер, Томич. Врска она што ме замоли да снимам нешто во врска со неколку битни прашања за моите предвидувања што ќе се случуваат во Република Македонија во 2026 година, особено на безбедносен план, на планот на криминалот, корупцијата и правосудството, понатака на она што викаме економскиот развој на Република Македонија и понатамошните инвестиции во областа на инфраструктурата и капиталните инвестиции, понатака она што викаме меѓународните односи и преговорите со Европската унија, од започнување, евентуалното започнување на преговорите со Европската унија, како и она што сакаме да го кажеме во делот на вкупната безбедност во врска со глобалните светски односи помеѓу, особено по воената интервенција во Украина. Значи, ако тргнеме редоследно да ги разгледуваме работите, јас лично и во 2020 години наназад, а особено во 2025 година, во неколку наврати зборував за подобрените односи во делот на јавната безбедност, односно во делот на борбата против криминалот и корупцијата, но мислам дека сето тоа што го постигнуваше Министерството за внатрешни работи, што беа поднесувани одредени пријави против криминалните групи кои што во периодот наназад, неколку години наназад, често пати има престрелки по улиците во градот Скопје, а и на други места во Република Македонија, па и надвор од Република Македонија. Вие знаете, на Халкидики нели имавме едно убиство поврзано со сите оние престрелки на криминалните групи кои што делуваат во Република Македонија, и мислам дека со измените на некои законски проекти во делот на прописи, во делот на правосудството и јавното обвинителство, мислам дека состојбите драстично ќе се изменат и ќе Република Македонија ќе покажи многу повисок степен на борба против организираниот криминал и процесуирањето, санкционирањето и казнувањето на сторителите на сите овие форми, како и нели со оние најавени измени на кривичниот закон, целосни измени на кривичниот закон, не само враќање или поништување или со измени и дополнувања на членот 353 и уште некои други членови битни за да се надмени тонаа неказнивост која што во последните 2-2,5 години ја наметна претходната влада со измените нели и ослободувањето на функционерите од делот на кривичната одговорност кај јавните набавки, што во основа представуваше нели еден висок степен на неказнивост на тие структури кои што дефинитивно ги злоупотребува буџетите на институциите со кои што раководеа. И од тука очекувам дека со измените на Законот за јавно обвинителство, Законот за Советот на јавни обвинители, Законот за судскиот совет, Законот за судови и уште некои други реформски закони во делот на правосудството, мислам дека ќе се зголеми драстично, ќе се зголемит ефикасноста на јавното обвинителство и судовите во делот на процесуирањето и санкционирањето на сторителите на овој вид на кривични дела, зашто очекувам 2026 година да види доста поуспешна за разлика од сите претходни години. Во делот на она што викаме економскиот развој на Република Македонија, очекувам значи и понатака да се зголемува
зголемуваат странските инвестиции и да се зголемуваат ефикасноста во делот на искористување на средствата од британскиот кредит и од кредитот добиен од владата на Република Унгарија, нели од Република Унгарија, во делот на инфраструктурата на локално ниво, како и инфраструктурата на централно ниво, каде што нели се најавуваат отпочнување на проектот на изградбата на брзата железница, завршување на коридор, односно силно зголемување на темпото на изведба на работите на автопатот Кичево-Охрид, понатака автопатот Гостивар-Кичево, завршување на јавната набавка, односно избор на изведувач на делот од Букојчани до Кичево, како и другите автопатишта во делот на Приле-Битола, па понатака она што викаме за обиколницата, односно автопатот према Косово и така натака, значи како и други инвестиции. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, почитуваме овој блокот за Македонија. Еве, Жан би сакал еден коментар за ова што го слушна од двајцата аналитичари. Па, вториот говорник беше по-оптимистичен, ама јас не сум оптимист. Добро. Така, одамна кажувам, Македонија е пациент кој што е на апарати, така. И ако се искочат апаратите, постои опасност да угине. Значи, премногу сме заглавени во сите оние транзицијски проблеми и води кои што не тиштат 35 години. Премногу имаме непотизам, партократија, премногу имаме корупција, плутократија, неказнивост, мешање на извршната врз судската власт, несредена држава. Едноставно не гледам некој кој што ќе може со магично стапче да ги реши проблемите. Од друга страна, ако не се зафатиме со решавање на проблемите, опасноста е голема да останеме и ние и без население. Ја знаеш нашата голема мака, а тоа е исилувањето на младите. Ние практично во повеќе градови и села во Источна Македонија, ако идете да ги погледате, тие се веќе или само со пензионери, или се враќаат. Тоа е шоу, се враќаат. Тоа се оние што се дигитални номади. Тој да работи и во Америка или во Македонија исто може што работи и онлайн. Да видам да вратат нешто повеќе. Како да видиме оптимистички на крајот со тоа што има желба да се направи. Желбата има, ама нема капацитет. Спомене Карадарјачката партија и оваа клика нема шанси да Мора да се промени тимот во еден случај. Со тебе бевме кога упативме порака. Треба да се промени целата партиска структура и ова партија. И јас сум за мајнцето да се смени, да не биде како досега. Ја само што ова јас исто кажувам, нам ни требаат неколку илјади психијатри и да седнеме тука неколку месеци да ги затвориме и да работиме прво на менталниот склоп, за да може да се направи напор после да се менуваат работите. Еве, семе тука повеќе години, он е нашиот психијатар, така да ги гледа составите и веројатно помага во тој аспект. Ајде диагнозата за 2026-та, Сем, да финишираш. Yes, not for Macedonia, but... Не за Македонија. I don't want also to diagnose and to predict. I want to say something general. Диагноза да давам или нешто да предвидувам, сакам нешто општо да кажам. The world is now going to change dramatically. Драматично се менува светот. The way we work. Начинот на кој работиме. With robotics. Со роботика. Finance. Финансирање. With crypto assets, cryptocurrency. Со криптосредства и криптовалути. Family values. Семејни вредности. Sexuality. Сексуалност. Intergender relations. Однос меѓу половите. The rise of superpowers and the decline of other superpowers. Раст на суперсилите и опаѓање на другите суперсили. So many things, so many transitions are happening simultaneously. Транзиции симултано се случуваат. If you don't learn all the time, if you don't learn, учиш цело време, 8 hours a day you need to learn. 8 часа на ден треба да учиш. You need to read, you need to study, you да студираш, да 8 hours a day minimum. 8 часа на ден минимум. You will not survive. Нема да преживееш. You lose your job. Ќе ги изгубиш работата. You lose your family. Семејството ќе го изгубиш. You lose your country. Својата држава ќе изгубиш. You need the main activity of modern human beings now. Најглавната активност на модерното човечко суштество денес is to learn. Треба да биде учењето, да учи. Because things are changing literally from one day to the next. Затоа што нештата се менуваат од ден на ден, преку ноќ. Some kid in China comes up with new technology. Некој дете од Кина ќе се појави со нова технологија.
Your bank account changes. Банкарската сметка ти се Your менува. family changes. Your work Семејството changes. ти се менува, светот ти се менува. This is called the butterfly effect. Ова е ефектот на пеперутката. So a single tiny change in a village in China Мала некоја промена во едно село во Кина can take away all your life. може целиот живот да ти го промени. You must Да ти be го преврати all на the глава. time aware on online and learning. Цело време да си свесен дека онлайн треба да учиш And learn. и да учиш. This applies to medical doctors, Тоа се однесува и на медицинскиот персонал, bankers, на банкарите, politicians, политичарите, journalists. новинарите. There is no one who can just sit back Ниеден не може and enjoy life. да се наслони на фотелите да каже ќе уживам во животот. Life became a full-time job. Животот станува работа со полно работно време. Господа, ви благодарам многу што бевте гости во ова последно издание на Гласот на народот во ова година 2025. Само да кажам неколку збора во одјавен збор. 2025 завршува, но приказната не завршува. Таа само влегува во ново поглавје. Прашањето не е што ќе ни донесе 2026, туку дали ќе знаеме да ја дочекаме подготвени. Ви благодарам многу, почитувани, каде и да сте ви има на сите 5 континенти, што бевте со нас цела година, што не следите, што не поддржувате како гледачи. Не ве јавно повторно повикувам, поддржувајте на и финансиски со реклами, бидејќи има што да научите. Ние немаме турски серии, немаме шунд програма и сето на имаме вистинска програма на вистинска телевизија. Ви благодарам уште еднашка за вашето сведочење дека сме со вас и за вас, а вам ви благодарам многу здрави лично, на личен план на семејството. Жан, ти благодарам многу што несебично ја поддржуваш моите емисии и секојаш правиме секојаш ексклузивитет. Да сте ми живи и здрави за многу години. Среќна нова година. Гледачите, честитки за новата година, да имаат успеси. Еве ова камера, молим те. Значи да им посакаме здравје, успеси и се најдобро во новата година, да им се остварат сите желби. И од мен. И од тука ова камера, ако можеш. Така. Бите живи и здрави и уште еднаш ќе им честитаме на нашите браќа во Христа од католичката вероисповед Божик. Се гледаме здраве Боже наредната година после празниците. Господе, благослови Македонија за многу години. Пријатно. Четвртина век, 25 години. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на вистинска телевизија.